Наредната тема е тесно поврзана со денешниот ден. Речиси секој 10-ти жител на планетата Земја е диабетичар. Глобалните статистики нотираат дека од оваа болест страдаат 530 милиони луѓе, а животот го губат околу 7. На светскиот ден за борба против диабетес со доктор Надица Божиновска-Димова зборуваме за симптомите, диагностиката и третманот на пациентите со диабетес. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на покана. Докторка, и покрај силните кампањи за подигнување на свесноста на населението, покрај сите медицински иновации за олеснување на животот на пациентите со диабетес, нивниот број се повеќе расте. Која е причината? Диабетесот е една комплексна состојба, чиј со комплекситет мислам дека тек допрва вистински го сваќаме. За диабетесот знаеме многу години унапред. Именно првите докази за диабетесот се најдени за нешто налик на диабетесот, се пронајдени запишани на камен. Меѓутоа, самата наука не беше свесна за бранот кој што го завзема диабетесот, доминантно тип 2 диабетесот, затоа што сите проекции кои што се правеа во однос на луѓето кои што ќе имаат диабетес испаѓа несоодветни денот кога ќе дојдеше проектираната година, односно ако сега проекцијата која што е 2035 е 600 и нешто милиони, веројатно кога ќе дојде таа година бројката ќе биде поголема. Ова се должи на самата вариабилност на видот на диабетес, на самата комплексност на состојбата и на тоа што диабетесот е една состојба која е условена од многу фактори, меѓутоа пред се како доминантен фактор, неминовно мора да го кажеме начинот на живот во ова наше модерно општество. Симптомите, односно прогнозите на Светската здравствена организација до крајот на 2030-та се дека околу 650 милиони луѓе ќе бидат диабетичари. Речиси половина од заболените поминуваат долго време и без соодветна диагноза, односно не ги контролираат или не реагираат на раните знаци. Кои се оние рани знаци кои не смееме да ги игнорираме? Едно од најголемите оружја на диабетесот е во тоа што неговите симптоми и знаци многу често минуваат, да кажам, под радарот незабележани, пред се затоа што ги има премногу на број и затоа што варираат од степенот на јавување и од тоа како самата индивидуа ги доживува. Оние кои што генерално се прифатени како симптоми на знаци на диабетесот се како зголемена жед, зачестено уринирање, зголемена глад. Меѓутоа симптомите може да варираат од еден хроничен замор до некои зачестени инфекции, до некое трнење во самите екстремитети. Значи, видот на симптоми и знаци е многу различен, како тоа самата индивидуа ги интерпретира е исто така многу различна и сето ова создава едно одлично поле за тоа да му возможи на самиот диабетес да перзистира многу подолго пред да се диагностицира. Колку нередовни здравствени контроли се добар начин да се открие диабетесот? Тие се одличен и впрочем треба да представуваат главниот начин на кој што се диагностицира диабетесот, баш поради тоа што овие симптоми и знаци кои што ги кажавме многу често поминуваат незабележани. Меѓутоа со редовни контроли, со можеби подигнување на нашата свест во однос на тоа што значи диабетесот, ќе можеме навремено да го диагностицираме или можеби да го спречиме. Колку е сложен животот на лицата со диабет? Добро е да споменеме дека 80% од вкупно заболените со диабетес боледуваат од тип 2. Да, некои статистики векаат дека дури над 90%. Тип 2 диабетес мелитус е оној кој што буквално харани светот. И е зошто диабетес мелитус, иако не заразна болест, со самата Светската здравствена организација беше прогласена за пандемија. Тип 2 диабетес како ентитет е многу комплексен, зависи од многу генетски фактори кои што ги носиме, меѓутоа и од начинот на кој што живееме. Покрај него, секако дека покрај тип 2 диабетес добро не се познати тип 1 диабетес мелитус, оној кој што е доминантен кај младата популација и диабетес во бременост. Најголемиот товар на диабетесот, кој што повеќето луѓе веројатно воопшто не го сваќаат или воопшто не размислиле, е тоа што луѓето со диабетес просечно дневно треба да размислат минимум 8 до 12 пати, повеќе од оние кои што немаат диабетес, во однос на тоа што ќе јадат, каква физичка активност ќе имаат и како ќе им поминат денот. Тоа е товар кој што продолжува секој ден. Диабетесот е хронична болест и товар кој што едноставно луѓето со диабетес без диабетес не можат да го концепираат. Сакам да слушнам од вас како здравствен работник, колку е сложен животот на еден пациент со диабетес пред да го имаме ленковското вклучување, па да ги слушнеме и пациентите. Сложеноста варира во смисол од самата терапија, варира од тоа колку е дисциплиниран самиот пациент и секако пред се доминантно варира од видот на диабетес. Пациентите со тип 1 диабетес изискуваат терапија, инсулинска терапија,
Најчесто е таа она база болус терапија која што ние ја викаме, подразбира вечерно боцкање со еден долгоделувачки инсулин и боцкање со краткоделувачки инсулин пред секој оброк. Тоа значи дека пред секој оброк ти овие пациенти и оние кои што имаат тип 2 користат овој вид на терапија мора да измерат колку им е шеќерот, да знаат отприлика колку инсулин да стават врз база на тоа што ќе го јадат. Така да носењето на овие одлуки секојдневно секако неминовно го отежнува животот со дијабетес. Меѓутоа, животот со дијабетес е многу стигнат далеко, технологијата е многу напредната, лековите, инсулините се многу напреднати и животот кај луѓето со дијабетес е станат многу побогат и поквалитетен. Пример за тоа може да бидат и некои од професионалните спортисти, кои што ги гледаме дека активно се бават со спорта и имаат дијабетес. Но нашите граѓани со дијабетес велат дека тоа во пракса кај нас не е така и дека 2023 е најтешката година за нив досега. Можеме заедно да слушнеме, го имаме следното линковско вклучување, колешката Симона веќе е подготвена со својата соговорничка. Симона, ќе ни потврди ли соговорничката дека 2023 досега е најтешката година за македонските пациенти со дијабетес? Предпоставувам дека нејзиниот одговор ќе биде позитивен на тоа прашање, затоа што и предматку и пред вклучувањето коментиравме за сите оние предизвици кои што ги имаат пациентите со дијабет. Денеска символично го одбравме 14 ноември, затоа што е светски ден на дијабетесот и додека во некои други земји пациентите навистина немаат толку многу проблеми со условите во своите здравствени установи, тука се уште ги има. Мојата денешна соговорничка од своји 6 години има дијагностициран дијабетес и денеска се бори и со предизвиците на дијабетесот, меѓутоа и со сите услови кои што или не услови кои што Македонија ги нуди за оваа група на граѓани кои што се борат навистина долго за да имаат подобри услови, но утрово ќе имаме прилика директно од Тања да слушнеме што е она што во моментов вие како предизвик. Меѓутоа, Тања, ти благодарам што утрово си дел од Македонија на утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. И пред малку во студио коментираа, па прашањето е дали 2023 година е најтешка досега за сите оние кои што се борат со дијабет. Па, според моето мислење, да, оваа година е најтешка, затоа што долго време, веќе 9-10 месеци, се соочуваме со недостиг на ленти за мерење на шеќер во крвта, со квалитетни глукомери за мерење на нивото на шеќерот во крвта. Оваа година имаме инсулини, претходните години имавме и таков проблем, меѓутоа за да се има нормална контрола, потребно е да се мери редовно нивото на шеќер во крвта, доколку ја немаме соодветната апаратура да се направи тоа, нормално не може да го правиме тоа. Споменав дека вие уште од своји 6 години се борите со дијабет, па и од дијагностицирањето до денеска, што се има да изодено како предизвик, што од болеста, што од она што се услови во Македонија? Па на почетокот беше шок, нели, самата дијагноза беше шок и за мене и за моите родители. Ми беа потребни мене лично 12 години да прифатам дека за жал нема лек кој што ќе направи магично да исчезне дијабетесот, дека морам да живеам со него, а потоа ми беа потребни уште 3 години за да сватам за какви предизвици и компликации може да настанат доколку не го регулирам истиот. Потребно е значи да се храниме пред со здраво, редовно да се мери нивото на шеќерот во крвта повеќе пати во текот на денот, да се посетуваат редовни прегледи, да се биде физички активен, доколку имаме некаков проблем, да контактираме докторите, да бараме решение или да бараме начин како да се реши проблемот и доколку сето тоа се практикува, животот може да ни биде најнормален и среќен. Како изгледа вашето секојдневие со оглед на тоа што треба да внимавате навистина на многу работи, а и покрај тоа се борите за да успеете да ги доведете условите во подобар ред, така што како изгледа животот со дијабетес? Па од моја гледна точка, после 25 години живот со дијабетес, јас живеам најнормално, си го живеам животот, си уживам во секојдневните активности, во сите предизвици кои што ми ги нуди. Нормално, постојано водам грижа за себе, го мерам нивото на шеќерот во крвта повеќе пати во текот на денот, јадам, се трудам да јадам здрава исхрана, патувам без никаков проблем, нормално, постојано морам да ја водам таа грижа за себе, така да јас лично немам никаков проблем, освен покрај предизвиците со кои што се соочуваме секојдневно.
Дел од терапијата која што е намената токму за вас, се случува често да нема нешто во Македонија, па да се зема и од други странски држави. Колку е тоа напорно да треба однапред да мислиш дали ќе ги потрошиш резервите и дали се соочувате и вие со такво нешто? Нормално дека е напорно, меѓутоа и стресно, затоа што во другите држави пациентите се знаат дека секој месец ќе се добијат соодветната бројка на игли, на ленти за мерење на шекер, инсулин, додека кај нас, еве јас оваа недела треба да земам терапијата и мене уште од сега размислувам дали ќе ја добијам целосната терапија, што ќе фали, нема да фали. Нормално голем некој дел од терапијата како што се сензорите за мерење на шекер ги набавувам од странство и тоа навистина е голема е маката затоа што мораме од свој џеб да ги покриваме тие пари. Јас можам да си го дозволам тоа, меѓутоа за жал има голем број на луѓе што не можат и зависат од терапијата што ја добиваат во Македонија. Од вашето лично искуство, колку досега сте имале такви ситуации кога снемувате од вашата терапија и стравувате дека можеби нема на време да стигне, па треба да се набави од странство? Колку случаеви досега сте имале така? Па од најголемата криза што имав беше во 2020 година, во декември, кога цел месец не можев да добијам инсулин. Тогаш почнав да ги трошам и своите резерви. Со помош на Facebook групите со другите пациенти меѓусебно се позајмувавме инсулини. Моментално поголема е кризата за ленти, за игли, за глукометри. Инсулини сега за среќа има. Како ќе се одвива понатаму, се надевам дека ќе добиваме соодветна терапија сите пациенти од најмала до најстара возраст. Издруженијата и сите оние кои што се дијагностицирани со дијабетес, навистина сте гласни наназад неколку години. Дел од работите можеби се променуваат, дел остануваат исти, меѓутоа што е тоа што вие лично сметате дека прво треба да се промени за да тргнат работите подобро кон сите пациенти кои што имаат дијабетес? Потребно е таа терапија да биде достапна, како што кажав и претходно, за сите, од најмала до најстара возраст. И сите да добиваме еднаков број на ленти, еднаков број на игли, глукометри со многу подобар квалитет, затоа што тие што сега ги добиваме навистина не се добри. Вредностите кои што ги мериме има голема разлика од 9-10 единици од вистинската вредност која што имаме, така да потребно е да биде обезбедена терапија за сите. Тања, ви благодарам уште еднаш за издвоеното време и се надевам дека за скоро ќе имате подобри услови. И благодарам и на вас. Тоа беше Тања Шатановска, која што се соочува со дијабет од своји 6 години, го раскажа своето лично искуство во однос на условите кои што ги има во Македонија и што е она што недостасува за сите пациенти, па тоа им носи дополнителен предизвик во борбата против дијабетесот. Благодарам Симона за инковското вклучување, благодарам на Тања за информациите, докато надица слушнавте и вие од сведоштвото пред малку дека оваа година е најмачната година за пациентите со дијабетес. Се што им е неопходно беше делумно дефицитарно, а тоа е потребно за квалитетен живот генерално, нели? Така е, веројатно најголемиот товар кој што го носат на своите плеќи луѓето со дијабетес е тоа што во моментот медицината нема лек. Тоа е хронична состојба за која што е потребна хронична терапија со цел нашите пациенти, лицата со дијабетес да можат да имаат квалитетен живот нели исполнет со убави моменти, е неопходно да ти имаат постојан пристап до лековите кои што им се потребни и до поможност технологијата која што е се понапредна и му возможува навистина висок квалитет на живот. Колку дијабетесот е право пропорционален со дисциплината на живеењето? Јас верувам дека дисциплината на живење е важна за сите нас, затоа што не е само дијабетесот кој што хара меѓу нас како метаболна болест, меѓутоа неминуно дисциплината, односно начинот на живот се едни од главните фактори можеби и за појава на тип 2 дијабетес, меѓутоа и дефинитивно за тоа како ќе биде регулиран дијабетесот без разлика за која негова форма се работи. И почнавме со статистика, така и ќе завршиме. Ако 10% од сите финансиски средства во здравството на светско ниво се трошат на оваа болест, а смртноста се мери во милиони. Потребни ли се поагресивни кампањи, погласно говорење на оваа тема во насока на поголема превенција? Неминовно е дека се неопходни поагресивни, помасовни кампањи со цел зголемување на свесноста кај луѓето за дијабетесот и веројатно е потребен малце поголем процент од оној буџет да се одвои пред се во превенција на дијабетесот, затоа што иднината на медицината, јас се надевам, ќе биде превенција на болестите наместо лечење на нивните компликации, така да се надевам дека и нашата држава во наредните години што доаѓаат многу поактивно и на поголема скала ќе се вклучи во
таа превенција на диабетес и подигнување на кампањата за свесност. И кога се договаравме за оваа тема, ми кажавте, Кристина, ве молам да завршиме со убава мисла, да го завршиме разговорот, така и сакам, бидејќи и по диагностицирањето на диабетесот ништо не е апсолутно загубено и граѓаните можат да имаат подеднакво квалитетен живот како останатите. Апсолутно, тоа е нашата цел како лекари, меѓутоа тоа мора да го сватат и самите луѓе со диабетес, потребно е да се прават редовни прегледи, редовно да ги слушаат советите на лекарите и секако она дисциплина за која што зборавме, која што е важна за сите нас. Благодарам за гостувањето во Македонија на утре.